Политичките чинители во Македонија да го искористат моментумот за проширување, а ЕУ да даде уверувања дека нема да има нови билатерални блокади. Ова е пораката која известувачот за земјава пред Европскиот парламент Томас Вајц ја упати пред презентацијата на нацрт извештајот за земјава. Во објаснувачката писмена изјава која е дел од документот, Вајц наведува дека годините на неуспеси и неисполнети ветувања разбирливо доведоа до фрустрација и континуиран пат на јавната поддршка за евроинтеграциите во Македонија. Во говорот пред европратениците пак повтори дека откако би се спровеле уставните измени, пристапниот процес може да продолжи без застој. The constitutional changes mean the inclusion of several minorities into the constitution of North Macedonia, and I just want to make one thing clear. This is a requirement that North Macedonia needs to fulfill in regards of the demands and the standards they need to meet when it comes to EU accession. So it's EU acquis related constitutional change, and I hope this also responds well in the North Macedonian government and parliament, so we can see actually the constitutional changes happening as fast as possible, so we can actually start negotiations. Презентирајќи го извештајот, Вајц дополнува и дека доста е направено кога станува збор за владење на правото и борбата против корупцијата. Медиумите во земјава вели се слободни да работат во рамките на нивните одговорности, иако се гледа странско влијание, потребна е поголема транспарентност кога станува збор за сопственоста на медиумите, но генерално земјата е на добар пат, заклучува Вајц. Седницата на Комитетот за надворешни работи, на која тој го презентираше извештајот, инаку започна со изразување сочувство за жртвите од трагедијата во Кучани. I would like to expend our deepest condolences to the families, friends and communities of the victims of the tragic nightclub fire in Kočani this Sunday. Heartfelt condolences with the family and friends of all the victims of the Kočani fire. And yes, it's obvious that we stand in solidarity with the Macedonians in this moment of grief. Нацрт извештајот за Македонија кој денеска беше презентиран во Европскиот парламент може да претрпи измени, со тоа што европратениците имаат право да достават амандмани до 27 март, а за неговата конечна верзија треба да се гласа на 13 мај.